гледачи. Актуелната економска состојба ќе биде тема на вечерашниот разговор со нашиот почитуван гостин Ден Дончев, економски аналитичар и теоретичар. Но на почетокот во нашата редовна рубрика економските актуелности од минатата недела што ги одбравме за коментирање. Владата ќе се задолжи со голема сума пари преку нова еврообврзница. Ова ќе биде втора еврообврзница што ќе ја издаде Македонија на странските финансиски пазари за помалку од една година. Експертите јасно укажуваат дека тоа е најмалку двојно поскапо задолжување од тоа што може владата да го направи кај ММФ. Сумата на која ќе биде издадена обврзницата не е дефинирана, но според најавата на министерот за финансии ќе изнесува 200 милиони евра, сума што ќе ја влоши задолженоста на земјава и многу бргу може да ја стави во категоријата високо задолжени држави. Министерот за финансии вели дека годинава ќе ја завршиме со 2% стопански раст, но Европската комисија вели дека таа стапка ќе биде само 1,3%, што е за 50% помалку од предвидувањата на нашите економски планери во владата. ММФ вели дека очекува повидливо заздравување на економијата дури идната година и дека нема ништо против соработката со владата на планот на задолжувањето. Евентуалното намалување на негативната стапка на платниот биланс под 6% ќе даде дополнителни импулси врз македонската економија. Заживувањето на личната и на јавната потрошувачка, зголемување на девизните дознаки од странство би можеле да бидат главен импулс за остварување на некаков раст годинава. Според Државниот завод за статистика евидентен е постојаниот пораст на цените на одредени групи производи, трошоците за живот се поголеми, реалната куповна моќ е се помала. Особено загрижува фактот што многу влијателните групи производи, клучни за стандардот на обичниот човек, имаат пораст од 10 и повеќе проценти, како што се енергенсите кои вршат силен притисок врз другите цени. Исплатените нето плати стагнираат подолго време. Значи, го најавивме вечерашниот гостин Ден Дончев. Гостинот е аналитичар и консултант кој прави длабоки аналитички резови во своите колумни, во весниците во кои пишува, но со убав стил за да го разберат и најобичните гледачи. Читатели се извинувам. Затоа и го поканивме гостинот во емисија да го прашаме за актуелните економски движења што се случуваат во околината, во светот, кај нас. Но, господин Дончев, добро вечер, добре дојдовте во нашава емисија. Добро вечер, благодарам за поканата. Но, дека најавив дека сте аналитичар, дека правите длабоки аналитички резови во вашите текстови, што е точно. Сепак, колку можете да бидете објективен со оглед на вашата нова политичка определба, во вашите текстови се гледа една опозициона политичка тенденција. Добро, така, точно е дека јас сум и политички активен. Меѓутоа, кога е во прашање економијата, знаете, станува збор, економијата е екзактна наука. Во суштина, кога се студира економија над одредено ниво, над магистерско ниво, кога стигнете на докторско ниво, голем дел од таа наука се сведува на математика, на алгебарски равенки, диференцијали и така натаму. Сакам да кажам дека во економијата еден е секогаш е два. Значи, ако јас кажам дека, на пример, многу често пишувам и критикувам дека Македонија влегува во категории на земји кои веќе влегуваат во категорија на високо задолжени земји. Значи, ако констатираме дека надворешниот долг или бруто надворешниот долг на Република Македонија веќе изнесува 4 милиарди евра, и ако констатираме дека тој долг е зголемен од 2,4 милиарди евра кога на власт дојде господинот Никола Груевски или владата на предводен од Никола Груевски во септември 2006 година, и од тогаш до сега надворешниот долг е зголемен на 4 милиарди. Значи, ова е факт. Сакам да кажам дека ова не е критика, без обзир дали си од било која политичка предлога. Бројките покажуваат. Така што мислам дека во најголем дел од моите јавни настапи се обидувам да се држам на фактите и на бројките и вие самите да извлечете заклучоци. Добро, господин Дончев, видите, ќе зборуваме за задолжувањето во текот на емисијава, но сега да одиме нешто што е денеска тазе, што е жешко.
Тоа е кризата во Грција. Значи, дали кризата во Грција може да ја повлече целата европска економија надолу? Одговорот е да. Не поради Грција само по себе си. Значи, имате предвид, Грција е економија од 250 милиарди евра и само по себе не е нешто значајно во контекст. Не бесте јасен, што 250? GDP, бруто домашно производство. Значи, економија тоа е фантастична бројка. Тоа е фантастично. Тоа им дава на греците стандард од околу 22.000 евра по глава на жител. Добро. И затоа јас понекогаш викам не треба многу да им се радуваме на махте нашиот јужен сосед, бидејќи колку и да им е тешко и кој да биде конечниот исход од оваа криза, сепак во најлоша претпоставка да претпоставиме дека бруто домашно производство ќе им падне за 10 до 20%, сепак просечниот граѓанин на Грција ќе живее со стандард од 18.000 евра годишно споредено со македонскиот стандард од 2700-2600 евра. Но, во контекст на дали може економијата во Европа, да повлече, беше прашањето. Одговор на прашањето. Значи, сама по себе Грција не е значајна во контекст на европската економија, која представува 1/3, рече се 1/3 од годишната глобална економија, со годишно бруто домашно производство од околу 12-13 трилиони долари. Меѓутоа, значи Грција помалку од 2%, од севкупната економија на Европската унија. Меѓутоа, што е проблемот? Проблемот е проблем на проширување или прелевање на таа криза. На кој начин? Сега ќе објаснам. Грција е високо задолжена земја. Тоа не е резултат или вина на сегашната влада на Папандрео, меѓутоа факт е дека тој треба сега да се справува со последиците. На ист начин како што може да дојде во Република Македонија, дека некој премиер во некоја иднина ќе мора да се справува со последиците од одлуките на неговите претходници да го плати ручекот што го изеле претходници. Често палим, дека во економијата не постои бесплатен ручек. Кога тогаш некој ќе мора да го плати. И еве и сега нели во почетокот спомнате за нови задолжувања со евробрзниците, што најверојатно ќе го коментираме после, но и тоа е задолжувањето е одложување на сегашните проблеми за еднината. И во тој контекст, господи ќе зборам, сакам да кажам дека тоа што се случува во Грција. Дека Грција денеска е соочена со справување на проблемите кои ги има одложувано на идни генерации од минатото преку абнормално или ернорно зголемување и тоа дојде на дневен ред денеска. Меѓутоа, што е проблемот? Грција должи, вкупната грчка економија, значи приватниот и јавниот долг должи околу 400 милиарди евра, што е околу 140-150% од годишниот бруто домашен производ. Со светската економска и финансиска криза, со зголемувањето на каматните стапки, со намалување на туризмот, намалување на други вредности кои Грција ги створува, Грција се најде во ситуација каде што пазарите на капитал реално изразуваат сомнеж дека Грција нема да биде кредитно способна да го исплаќа својот долг. Поточно дека нема да може да заработува доволно вишок на девизи за да има простор да ги отплаќа долговите. И сега се поставува прашањето. Ако Грција банкротира во класична смисла на зборот, загубите не се само за Грција, туку и за тие што ги позајмиле парите на Грција. За тие што имаат купено обврзници на Грција. Поточно, да, купено, меѓутоа имаат инвестирано во Грција преку позајмици, така. Значи, кои се тие кои ги имаат првично дадени значи овие значајни суми на пари на Грција? Голем дел, околу 200 милиарди евра, се позајмици, поточно инвестиции во грчки обврзници од страна на некои од поголемите европски банки. Поточно од Германија, Холандија, Франција, банки како Deutsche Banka, Societe Generale и така натаму. Значи, доколку Грција дојде во ситуација да биде некредитно способна, се доведува до прашање и големи загуби на овие други банки. Доколку грчкиот проблем
се прошири во другите проблематични земји кои имаат слични симптоми или проблеми како Грција, така наречените ПИГ земји, Португалија, Италија, Грција и Шпанија, чиј акроним асоцира на PIGS, да, превод. Свиња, свињи. Да, тоа е еден акроним определен од пазарите на капитал. Меѓутоа, факт е дека овие 4 земји имат проблем на високо задолжување и проблем на перцепција дали ќе можат да ги отплатат своите долгови. И сега, ако ги ставиме сите 4 во пакет, одеднаш проблемот од проблематичен долг од 400 милиарди евра, одеднаш се зголемува на 3,5 милиарди евра долг. Ако позначајно дел од тоа испадна дека земјите, овие 4 земји нема да бидат кредитно способни да го враќаат долгот, тогаш се доведува во прашање самата ликвидност на некои од големите европски банки кои имат инвестирано во овие 4 земји. Не само Грција, Португалија, Шпанија и така. Значи, проблемот со Грција, да сумирам, е проблем на комерцијалните банки во Европа, нивната ликвидност и проблем дека од тука може да се створи една панична реакција на берзите. На берзите, меѓутоа уште посредно повлекување на пари над самата ликвидност на комерцијалните банки низ Европа, како што се случи во Америка во 2008 година кога пропадна Lehman Brothers. И тој еден момент беше клучен момент кој де факто го забрзи процесот на тонење на реалната економија во Америка во следните 6 месеци после септември 2008 година и реално ги доведе во прашање опстанокот на голем број на банки како Citibank, Bank of America и така натаму. Значи, колапсот на една банка многу брзо може да дојде до колапс на втора банка, до трета банка и домино ефект. А модерниот капиталистички систем во Америка, во Европската Унија, е основен, темелот е банкарскиот сектор. И колапсот на една или две поголеми банки апсолутно го доведе во прашање целиот финансиски систем и тука е опасноста која Грција ја представува визави целата Европа. Може би и поширок. Па, видите, апсолутно пошироко. Зошто пошироко? Ако Европа дојде во криза, која од финансиска многу брзо ќе порасне и во реална економска криза. Исто така е голема економска сила, да. Европа е 1/3 од глобалната економија. Значи не може Америка да не биде исто така опфатена.